Во сите основни и средни училишта во Штип стартуваше новата учебна година. Според најновите податоци од Оделението за образование во општина Штип, од денеска во прво оделение се запишани вкупно 409 правачиња. Надлежните забележуваат дека во моментов имаат благ пат на бројот на правачињата во споредба со минатите години, односно запишани се помалку од 40 до 50 правачиња. Но ќе се чека до крајот на септември, кога ќе се утврди точниот број на првооделенци во училиштата, бидејќи има родители кои своите деца ги водат со себе и на плантажите каде што работат како сезонски работници. Во општинското училиште Тоша Арсов денеска имаше свечен прием на учениците. Денес е свечен приемен ден за првачињата во основното училиште Тоша Арсов. Вкупно запишани број ученици се 74, од кои 7-8 се во подрачното училиште во населба Македонка. Тука е сега, се во моментот се одвива свечениот прием на првачињата, распределени во 3 паралелки и им посакувам среќен успех и се убаво во идни. Во 5 штипски основни училишта од денеска со настава почнаа околу 4000 ученици, а во средните училишта бројката се движи до 2400 средношколци. И во Рударскиот град Македонска Каменица денеска беше свечениот прием на правачињата, кои што добија и подароци од страна на општината. Ние како локална самоуправа си ветивме дека многу од нашата грижа ќе ја посветиме токму на ова училиште. Изготвивме целосна проектна документација според која што степ бај степ или чекор по чекор ќе го доуредиме и ќе го направиме ова училиште преубаво капче во кое што ќе се одвива воспитно-образовниот процес. Во учебната 2018-2019 година во нашето училиште Свети Кирил и Методи се запишани вкупно 524 ученици, а дел од нив се запишани во подрачните училишта во село Саса, Цера и Моштица. Имаме запишано вкупно 58 правачиња, што представува благ пораст во однос на минатата учебна година. Исто така во нашето училиште се изведува и настава со продолжен престој, односно имаме вкупно 8 паралелки со продолжен престој кои посетуваат настава до 15 часот. И во останатите училишта во источниот регион новата учебна година почна без поголеми проблеми.